Добро утро за сите кои во моментот се на Канал 5 телевизија. Здраво Македонија. Денеска ни е Велики четврток, најголемиот ден пред големиот Великден. Ден кога се радуваме, ден кога утринава домакинките рано изутрина станаа да ги вапцаат првите великденски јајца, но и да се направи убава великденска трпеза. Денеска сме во центарот Доза среќа, каде среќата и љубовта не недостига. Заедно со госпоѓа Суза и со сите кои денеска се нагости во Доза среќа ќе подготвиме великденска трпеза. Госпоѓа Суза, добро утро. Добро утро. Ви благодарам на целата организација, на сите кои што се денеска заедно со нас да направат великденска трпеза. Па повод денот и за се останато. Како е Великден во вашиот дом? Па Великден во нашиот дом, ние сега го рачунаме ова наш дом, нели дневниот центар. И покрај тоа што има све да се купи готово посно, верувам дека сите домаќинки, дали помлади или постари, сакаат да се зготват нешто домашно. Обично овие празници се нели за споделување на љубов и она што се спрема дома е со многу љубов и многу повкусно. Така и ние за секој празник си подготвуваме трпези, нели? Во зависно од празникот, дали е постна, дали е мрсна, дали каква треба, таква правиме. За сите празници, за сите убави денови, центарот Доза среќа ги разубавува трговските центри, работилниците, се она каде што треба да се донесе радост и среќа. За Великден и за великденските празници какви се плановите? Па ние веќе изминатиот викенд, нели? Веќе подарувавме од оние здработки што ги имавме, за да не би им одземале, нели, денот сабота за домаќинките, нели, да се подготвуваат за недела, за најголемиот христијански празник, меѓутоа и дечињата да се одморат, затоа што навистина напорно работиме. Ајде да започнеме да направиме она што значи постна погача, што ќе правиме госпоѓа Суза денес. Прво ќе правиме постни лепчиња. Дајте ми нож. Постни лепчиња, постна погача, Постна пита. Питата ќе биде со праси, со суви пиперки, нешто најмакедонско, најстаро, најтрадиционално. Благо ќе направиме туфаки со ореви и ќе имаме зеленчукови ржничи. Прекрасно, значи ќе имаме богата великденска трпеза. И од она што нели дома сме го припремиле, ајварче, малиџано, охридско макало со лукче, некои намази постни. Богата трпеза. Да, како што прилега, од све па малку да има, да биде и убава, и богата, и постна. Утринава и сварбавте ли јајца? Да, секако, првите јајца во четврток. Ставивте ли на образите на овој лепота? Да, да. Биде посреќен, Да. поздрав. Да, сите мајки тоа истото го направија. Тоа се тие македонски јатеди за овој голем ден. Да. Еве сега дечињата ќе им ставиме брашно. Ајде, за да можат да го замесат тестото за лепчињата. Колку овој начин на работа, соработка придонесува за поголема љубов и развој на сите оние активности и вештини кои ни се потребни? Значи премногу социјализацијата, овие дружби, ние постојано работиме во кујната покрај другите активности, секоја дружба ја завршуваме со закуска. И многу им значи на децата, значи покрај тоа што развиваат животни вештини, се социјализираат, ќе знаат, се трудиме колку што можеме повеќе да бидат самостојни. А ова е дел од тоа. Самостојноста е најбитна, насмевката на нивните лица е огромна. Ајде да го замесиме ова тесто, да биде поубаво, лепчињата и питата да нарасне одлично. Тестото ни нарасна и да направиме едни убави топчиња. Ајде, Мики, господја Сузе, правиме топчиња. Може ли другарчиња? Може, Може. Коки месиш ли? да. Што најмногу сакаш да си направиш дома? Јас се седам дома, сега да уживам и Да уживаш. тоа. И да уживаш. Ајде сега да замесиме едни убави топчиња. Јас сега да правам. Да биде убаво, биде многу среќен и јас се работа пак веселило. Кеќете утре работаме, земав плата и после работаме и стекни убаво, стекни весели и кантите што бевме в земја и све се дива, после ќе те правиме убаво со нас. Така е, за убава великденска трпеза. Да стекни многу среќен. Така е, сите да сме срекни. Ајде, месиме топчиња. Правиме топчиња, може? Ајде. Може. Ајде. Вече рај.
Оги, месиш ли дома, правиш ли кифли? Да, дома сакам. Дома сакаш, а пита правиш? Сакам. Пите. Одлично. Ајде и тука да направиме една убава пита, може ли? Може. Имам и помошници. Колку време сукате, господја Суса, бидејќи денеска некако како да заборавија домакинките да сукаат, купуваме готови кори. Така, многу. Значи, многу откако, да не речам дека знам за себе. А памтам одамна. Сукана пита на убава. Повелете да ни откриете тајната на убаво сукано тесто. Па се замесува тесто, обично тесто, брашно, вода, солца, квасец, помалце квасец, нели за сукана пита, за да бидат убави корите. И се остава да отстои тестото. Најубаво е да отстои подолго време, 2-3 пати да се размеси, за да може тестото убаво да се сука. Стигнавме и до крајот. Да, до крајот, малку ја намрсуваме кората и ставаме фил, ете мојот помошник. Да, Никола. Затоа што и дома постојано го прави тоа, ми се мота у кујната, си работи, нели? И точно знае како треба да го направи тоа. Ќе ја замотаме кората и оди на печење. Крајот го краси делото, стигнавме и до крајот, каде што ја мотаме, ќе ја поставиме во една убава тава, за да може да ја испечеме. Колку време се пече? Па 30 на минути сигурно. Оставаме питата да се испече и да видиме како ќе изгледа на една убава великденска трапеза. Може ќе дадеме добра идеја. Ако велат крајот го краси делото, така и овој пат. Крајот го краси оваа трапеза. Суза ви благодарам, за крај да упатиме една убава великденска честитка. Честитката е како и секогаш, ширете ја љубовта, кога ја споделуваме се множи. Од срце ви благодарам за оваа убава великденска трапеза, за пречек со сите деца кои што се дел од дневниот центар Доза среќа. Повелете, послужете им, знам дека чекаат со нетрпение. Ви благодарам. Ви благодарам и ние. Ви благодарам од срце на сите. А вам и натаму останете на Канал 5. Да се послужиме. Браво за господјата Сузана, но и за дечињата од Центарот Доза среќа, кои што сготвија за Велики четврток, а ние со задоволство уживавме во она што тие го подготвува. Во продолжение, дечињата ќе пеат. Се сретна со Џокси, па неговата најпозната песна на Великден сум се заљубил, ја пеат заедно дечињата со него. Да слушнаме. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел, што на Великден се насобрал. Мили Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи како да ја најдам. Кајде сега нека одем од овде па се до небото.
se nasce